На почетокот на пандемијата, имунитетот на стадо честопати се нарекуваше долгорочна цел во борбата против COVID-19, болеста предизвикана од коронавирусот. Епидемиолозите го нарекуваат имунитетот на стадо како пресвртна точка кога доволно луѓе се заштитени од вирусот и заедницата може да се врати во рутински живот. Но варијантите на вирусот и ниските стапки на вакцинација ја продолжија таа цел. Имунитетот на стадо е кога значителен дел од заедницата е имун на заразна болест, што го отежнува ширењето на болеста. Имунитетот на стадо нуди заштита на целата заедница и може да се постигне или преку закрепнување од претходна инфекција или преку вакцинација. Штом луѓето ќе добијат заштита од заразна болест како што е COVID-19, тоа го отежнува ширењето на болеста во заедницата, дури и на оние кои не можат да се вакцинираат поради сериозни алергиски реакции на вакцините. Процентот на луѓе кои треба да се вакцинира за да се постигне имунитетот на стадо зависи од болеста. Например, околу 95% од населението треба да се вакцинира за да се постигне имунитет на стадо за мали сипаници. За полио тоа беше околу 80%. Во моментов не е познато колку луѓе треба да се вакцинира за да се здобијат со имунитет на стадо, што е отежнато со колебањето за вакцините и нееднаквиот пристап до вакцините. Сепак, здравствените власти велат дека вакцинацијата останува клучна за да не се разволат сериозно или да умрат од ковид. Клучно е и носењето маски и практикување социјално дистанцирање.